Помина точно една година од најавувањето на руската воена агресија врз Украина и огласувањето на сирените за воздушен напад во главниот град на Украина, Киев. На 24 февруари минатата година, со почетокот на руската воена инвазија на Украина, светот се промени преку ноќ, а Европа, која што дотогаш беше нарекувана и оаза на мирот, стана сведок и поле на жестока војна. Никој не очекуваше дека и во 21. век ќе треба да бираме страна и ќе треба да застанеме во одбрана на суверенитетот на некоја европска држава, во одбрана на европските вредности, во одбрана на базичните човекови права. Бруталната руска воена агресија врз Украина е доказ дека геополитиката не препознава и не признава грешки. Во современиот глобален свет и модерните демократски општества не може да си дозволиме геополитички бришан простор. Оставањето на ваков бришан простор им дава сила и можност на нерационалните политички идеи кои можат да доведат до големи трагедии и крвопролевања, за да го пополнат токму таквиот бришан простор. 24 февруари 2022 година ни покажа дека нашиот заеднички европски континент можеме да го обезбедиме да биде силен, стабилен, отпорен само преку обединување и сојузништво. Сведоци сме дека агресијата врз Украина наметна нови правила на игра. Правила на игра според кои беше тешко да се остане неутрален и невозможно да не се избере страна. Рускиот напад на Украина е напад на европските вредности. И затоа ние, како македонци и како Република Северна Македонија, ни беше многу едноставно да направиме морален избор, да застанеме на страната на Украина и да бидеме меѓу првите, дури и пред некои држави членки на Европската Унија, кои што 100% се усогласивме со надворешната политика на Европската Унија и ги воведовме санкциите кон Русија не само како наша должност како држава кандидат и како најнова членка на НАТО, туку и како морална обврска и морален избор за одбрана на европските вредности и на демократскиот свет. Горди сме што Северна Македонија уште еднаш потврди дека стои заедно со своите евроатлантски партнери и како членка на НАТО и како држава која преговара за членство во Европската Унија. Херојството и борбеноста која што ја покажуваат украинците во изминатите 365 дена не задолжи сите на праведност, солидарност, обединување како единствен одговор на воениот напад врз Украина и на тиранијата на тоталитаризмот на Путин. И Северна Македонија останува на таа страна со сите своји граѓани и со сите своји етнички заедници. Остануваме на страна на борбата против агресијата, непочитувањето на меѓународното право и против оние кои имаат за цел да го ограничуваат и нарушуваат суверенитетот на независни држави каква што е Украина. Нападот на Украина беше доволна причина за вклучување на алармот во Европската Унија и отварање на прашањето за еднината на Европа, но на еден суштински начин, но исто така и на еднината на нашиот регион, Западен Балкан, но и еднината на источното партнерство на Европската Унија. Западниот Балкан не е помалку мета на надворешни влијанија и пропаганди, но се уште не е мета на воена агресија како што е Украина. Украина го привлече вниманието на геополитичката важност на интеграцијата на Европската Унија и на Западниот Балкан. Затоа е очигледно дека со отварањето на преговорите со Северна Македонија и Албанија, Европската Унија ја активира својата политика на проширување која што долго беше замрзната. Со тоа уште еднаш Европската Унија потврди дека се уште е политички и мировен проект, многу повеќе отколку само економски проект или заеднички пазар. Војната во Украина е моментна пресвртница, покажувајќи дека немаме ниту време, ниту простор
да се одолговлекува обединувањето на континентот. Пропуштените можности и бескрајното чекање не донесе ништо добро ниту за нашите земји, ниту за Европската Унија. Затоа е потребен план и јасна временска рамка и од наша и од страна на Европската Унија, за да можеме слободно да зборуваме и за украинските европски перспективи и за придружување на државите од источното партнерство кон Европската Унија, како и за европските перспективи на земјите од Западен Балкан. И тоа треба да е наша мотивација и приоритет, да останеме на европските шини, да ги забрзаме евроинтеграциите и со идното проширување сите оние држави кои што заслужиле да бидат членки на Европската Унија. Почитувани пријатели, денеска уште еднаш силно ја осудувам руската воена агресија врз Украина и насилството врз независна држава каква што е Украина. И изразувам огромна почит и восхит на храброста, силата, истрајноста и љубовта со кои украинците ја бранат својата земја. Како и на првиот ден од војната, со пријателска Украина остануваме и во најтешките денови во незината понова историја и продолжуваме да ја поддржуваме, бидејќи за нас тоа е борба за слобода на секоја европска земја. Една година стоиме со Украина во одбраната на највисоките вредности на слободниот и демократскиот свет, застанувајќи во одбрана на правото на секоја земја слободно да го избере својот пат кон иднината. Тоа се вредностите што ги почитуваме и ние, тоа се вредностите што ни се нам блиски, тоа се вредностите кои го задржуваат нашиот ентузијазам да работиме напорно за да се постигне целта и овој регион и нашата земја што поскоро да станат земји членки на Европската Унија. Сега и регионот и Европа се пред еден голем тест. Тест на кој заеднички треба да одговориме и да обезбедиме стабилноста и безбедноста на европскиот континент. Една година после рускиот напад на Украина, иако тешко се гледа крајот на оваа агресија, јас верувам во добрата волја и во силата на дипломатијата за ставање на крај на крвопролевањето. Нашата желба е искрата на слободата да заблеска што поскоро на местата на страдањата и на херојството, а Украина да продолжи на реформскиот и европскиот пат. Тоа може да се постигне само со мир, бидејќи, како што рекол и Ганди, нема пат до мирот, мирот е патот. Многу пати до сега сум добил едно прашање дали постои друга држава која што жртвувала повеќе од Северна Македонија, која што имала поднесено повеќе жртви од Северна Македонија за обезбедување на својата европска иднина и за одбрана на својот идентитет. Денес можам да одговорам да, има една, тоа е само Украина. Украинската иднина е европска, македонската иднина исто така европска и за тоа ќе се бориме и никогаш нема да престанеме. Слава на Украина. Благодарам.